Доброволното противпожарно друштво од Кочани успешно ја организираше донаторската гала вечер со цел да се информира пошироката јавност, а пред се бизнис секторот со почетоците и формирањето на друштвото, неговото дејствување и неопходноста од поддршка за неговите активности. Главната цел на настанот всушност беше да се обезбедат дел од финансиските средства за доопремување, односно за набавка на наменско возило со неопходна опрема што би се користело при интервенции на терен. На гала вечерта председателот на кочанските пожарникари волонтери Златко Илиев ги истакна досегашните активности на друштвото и постигнувањата во неколкумесечното негово постоење. Броиме 45 интервенции на кои учествувале 126 доброволци, од кои најголем дел се шумски пожари, полски и пожари на објекти. Но покрај другото имавме извлекување на повредено лице од тешко достапни шумски предел, интервениравме во поплави, имавме интервенција во потрага по исчезнато лице. Исто така бевме од голема помош на СВР Кочани во зимниот период, кога се ставивме во функција за да помогнеме околу ставањето на ред на возилата на Пониква. Имавме исто така и две редовни крводарителски акции, повеќе вонредни, и до сега собравме 38 единици крв. Нам ни е потребно едно пикап возило, да речеме моделите Hilux, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max или Nissan Navara. Ние предвидовме дека ни се потребни некои 10 до 11.000 евра за истото, која подлога ќе биде опремено со танк, односно резервар за вода, млазница, пумпа, витло и црево, и ќе ни биде возможено да интервенираме самостојно и да дадеме свој допринос во превенцијата и заштитата од пожари. Илиев ги најави и плановите за наредниот период пред се во делот на подигање на јавната свест за заштита од пожари. Работиме исто така на проект каде што ги опфатиме основните и средните училишта, се со цел младите да ги запознаеме со превенцијата и заштитата од пожари. Исто така можам да кажам дека во финална фаза се двата нови меморандума со општина Кочани и општина Виница, кои ќе ни овозможат непречено работење во истото. Доброволното противпожарно друштво од Кочани веднаш по формирањето конкретно на минатата година имаше повеќе активности, а поради потребите за интервенции на терен е неопходна и набавка на половно возило. Волонтерите пожарникари очекуваат дека наскоро ќе ги соберат потребните средства за да се обезбеди ова возило. Кривична пријава од Кочанската полиција заработи 43-годишна жена од Кочани која е осомничена за лихварство, затоа што за позајмини 50 евра наплатила повеќекратно поголема сума на име главен долг и камата. Случајот бил пријавен, а по неговото расчистување истиот ќе добие и судска разврска. Според информацијата од Одделението за внатрешни работи во Кочани, до основното јавно обвинителство била поднесена кривична пријава против 43-годишната С.И. од Кочани. Против неа постоеле основи на сомневање дека сторила кривично дело лихварство, што е предвидено во кривичниот законник. Пријавената во текот на месец октомври 2018 година на друго женско лице од Кочани му дала на заем 50 евра. За услугата за себе договорила 1500 денари месечна камата, се до враќање на главниот долг. При тоа С.И. злоупотребувајќи ја тешката имотна состојба и потребите на лицето кое го земало заемот во периодот од ноември 2018 до март годинава, остварила противправна имотна корист во износ од 33.000 денари, како и предмет во вредност од 20.700 денари. Со тоа, оштетената за заем од 50 евра на пријавената и вратила вкупна вредност од 53.700 денари. Според календарот на Македонската автомобилистичка федерација, ридско-бразинската трка на патеката кон Пониква повторно е вклучена во годишниот државен шампионат. Првата трка на патеката ќе се вози престојниот викенд, односно на 14 и 15 мај. Во правилникот на надпреварувањето е нагласено дека в сабота со почеток од 12 часот
ќе се одржат слободен и официјален тренинг за возачите, а в недела во истиот термин е официјалниот старт на надпреварот. Организатор на трката е автомобилистичкиот клуб Перформанс од Скопје, со подршка од локалната самоуправа на Кочани и од Агенцијата за млади и спорт. Организаторите ги известуваат граѓаните дека поради тренинзите и одржувањето на официјалниот надпревар, патеката кон Пониква ќе биде затворена за сообраќај в сабота и недела со почеток од 11 часот. Граѓанското здружение Ини од Виница во партнерство со здруженија од Србија, Босна и Херцеговина, Црнагора и Косово е дел од невладината коалиција Balkan Tender Watch, која ќе спроведува проект за следење на корупцијата при јавните набавки. Проектот е подржан од Европската Унија и е со цел да го зголеми влијанието на граѓанските организации врз антикорупцијските политики и практики за време на циклусот на јавни набавки преку искористување на интеграцијата во Европската Унија како трансформативна агенда. Коалицијата на граѓански организации Balkan Tender Watch е собрана околу идејата за стеснување на просторот за корупција во јавните набавки преку идентификување точки во циклусот на набавките што се ранливи на корупција, разоткривање на коруптивни практики во наблюдувани случаи, предлагање и застапување политички решенија што ќе придонесат за намалување на корупцијата во јавните набавки, како и надминување на недостатоците на ангажманот на граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата. Здружението Ини од Виница, како дел од активностите во проектот, организира настани за вмрежување помеѓу граѓанските организации во секој од планските региони со представници на невладиниот сектор. Целта на вмрежувањето е да се зајакнат меѓусебните односи, соработката и трансферот на знаење, а од друга страна да се зголеми капацитетот на невладиниот сектор во насока на стеснување на просторот за корупција во јавните набавки. При тоа, учесниците на вмрежувањето ќе имаат можност да проследат презентации поврзани со јавни набавки, како и да се поврзат со други организации и да се воспостави основа за соработка во иднина. Настанот за вмрежување во Кочани е закажан за вчетврток на 19 мај, а пријавувањето на представниците на граѓанските организации кои се заинтересирани да се вклучат во проектот е до 18 мај. Пријавувањето треба да се направи кај претседателот на здружението Ини, Тодор Цонев. Викендов ќе се игра последното 27 коло во правенството на втората македонска фудбалска лига, кое може да биде пресудно за позицијата на табелата што ќе ја имаат екипите од Кочани и Виница. Осогово му гостува на предпоследното братство во Битолско Житоше, кое веќе од поодамна ги загуби сите шанси за опстанок во лигата. Сепак, средбата за жолтосините има голема важност и тие ќе мора да играат за да победат. Неизвестноста во која се најдоа уште повеќе се засили по минатонеделната средба на Никола Мантов, кога против директниот конкурент Детонит беше освоен само бод. Сега, дури и освојувањето на 3 бода против братство, за фудбалерите на Осогово ќе нема 100% да гарантира задржување на второлигашкиот статус. Тоа ќе зависи и од резултатите на другите средби на кои конкурентите Детонит и Пехчево ќе играат на домашен терен против Каменица Саса, односно против Локомотива. Неблагодарно е однапред да се предвидува каков ќе биде расплетот, но шансите на кочанскиот клуб за поволен исход се многу тешки. Слична е ситуацијата и со Виничка Слога 1934, која го подзагуби чекорот во борбата за врвот. Во последното коло како домакин ќе се сретне со лидерот Победа и од крајниот резултат ќе зависи дали ќе обезбеди можност за настап во бараж за влез во повисок ранг. Повеќе од јасно е дека прилепчани нема да се откажат од поволен резултат и дека во Виница ќе дојдат за да победат, иако веќе се прволигаши. Ако Слога ги освои бодовите, ќе треба да го очекува епилогот од средбата во Гевгелија, каде домакинот Кожув се среќава со третиот конкурент за врвот, Беласица од Струмица. Тоа само потврдува дека и за испаѓање од втората и за влез во првата лига се уште не е завршено се до самиот крај. Средбите од последното коло се играат в сабота со почеток од 17 часот.